И добро утро на сите и добре дојдовте уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Денес и официјално ја отворам сезоната на 1 март во точно 10 часот наутро. Конечно почнуваме сонце да гледаме, иако тоа сонце малку лажи, бидејќи температурата не е толку висока како што времето прави да изгледа, но од друга страна е многу ведро и сонцето удира со своите зраци во моето тело и мислам дека сепак ќе биде еден ден пријатен за возење. Нормално си имам термопоставата на мене и слично. Ова ќе биде првото видео за 2026 година. Ајде, нека е со среќа во новата сезона 2026. Денес всушност нема да возам сам, не ја отворам сезоната сам. Ке ме придружува Давид од Прилеп, со кој ќе се чекаме на излезот од Битола, кај една бензинска. И ќе одиме Охрид, значи од Битола одиме кон Ресен преку превојот Ќавато, потоа од Ресен преку превојот Буково одиме кон Охрид, центарот на македонскиот туризам. Таму ја започнувам оваа сезона 2026. Не знам на Инстаграм кој колку ме следи, меѓутоа ви имав кажано дека планирам некои промени во оваа нова сезона. Едната од тие промени е дронот кој веќе го видовте во видеото за Претор. Друга промена што сакам да ја направам е сакам уште една камера да си земам. Камера која што ќе ме снима и однапред мене. Сега тоа не знам уште дали ќе биде Insta360 камера, дали ќе биде обична камера GoPro како што ја имам сега, меѓутоа изгледа ќе биде обична GoPro камера, бидејќи Insta360-ките ќе прават поголеми видеа со поголема големина на файл, со тоа ќе треба и поголеми мемориски картички да се имат, а и потоа во едитот, значи ќе треба на сите страни да гледате и ќе одзема многу повеќе време, но сепак можеби и таква ќе земам, уште немам одлучено. 3 месеци некаде се немам на мотор качено, вчера всушност се качив за прв пат, локално повозив до селото Ротино и слично. Меѓутоа така надвор од Битола денес ќе ми биде првото возење. Се уште во моторот го имам стариот лански бензин, немам турено нов. Еднаш да го потрошам овај таман, некаде Охрид кога ќе пристигнеме ќе треба да турам и нов ќе турам целосно тогаш. Овогодинашен тазе. А оти ретровизорот ми е изместено на десниот. Иначе ова е Битола, се уште не сум излезен од Битола. Улицата Педагошка, се движиме кон излезот кон Охрид. Чувството да се биде на мотор после 3-4 месеци и после една, можем да речем, ладна зима, иако сува веќе, иако немаше некои сериозни снегови. Меѓутоа сепак чувството е убаво. Сега со нови сили, со уште позголемена желба за возење, со оглед на тоа дека претходно се нема 3 месеци качено. Мислам дека секој возење сега ќе има уште поголемо задоволство. Иначе овај кружен во Битола тука кај Педагошкава ќе го пазите ако се движите по истата траекторија како мене, бидејќи овде е пропаднат на едно место асфалтот и многу мазе, значи како шампон, и лизга многу малце ако забрзат. Пристигнувам на бензинската Лукойл, тука некаде треба да е Давид, мислам дека веќе го догледувам. Ме чека. Се топлина, ова убаво, не би рекол пролетно, туку зимско сонце, бидејќи е зимско. Иначе Давид, за кој знаете, мислам дека веќе го знаете, има ист мотор како мојот, само во различни бои малце, неговиот е црно-бел. Студи? Камен. Море. Рапте мене ми замрзнува. Затопли ги малце.
Топло да се. Добро е. Абе студи вистина и јас одам не до тука. Студи, јас одам не до тука ми за студи. Па ја ние зимски не сум ги остел водени мувла фатиле. На раквиците и се совие сум, а? Се потопливме 5 минути, меѓутоа студија и Давид вика студено од Прилеп до тука. Баш сега зборавме, вика, цел пат вика за натагувам, вика 16 степени, немарно. Шом гумите се ладни и времето ќе биде ладно. Меѓутоа сепак сега 10:20 часот попосле ќе затопли, плюс таму Охрид кога ќе пристигнеме на сонце, ќе попешачиме едно друго, дури жешко ќе ни биде таму, јас мислам. Но на враќање би требало да е убаво, пријатно и топло. Ајде. Сега тргниме од Битола до Охрид, 70 км некаде имаше, мислам, ако не се лажам. Тука десно ви е Прилеп, меѓутоа ние одиме лево кон Ресен и Охрид. Влегуваме во Ресен, патот беше доста лавен, морам да признам, значи рацете ми студат. Со оглед особено дека ова не се зимски нараквици што ги носам. Зимските ги имав, есента лаено изгледа водени во торбето и таму нема воздух, не тишат нигде и имаа како мувла фатено и не беа за носење. Делуваа како да дека може да се исперат, така да ќе видам следен пат, може би ќе бидат во наслива состојба. До сега јас сум да застаниме негде да се стоплиме, баш и со Давид топрење го зборувавме. Да преминеме малку топлина и после ќе можеме да продолжиме со патот кон Охрид. Само сепак треба да се консултирам со Давид. Значи до тука некаде 30 км сме ги поминале, уште 40 до Охрид. Еден ишарет да му дам за пат. Да сакаш да се потоплиме. Можем да издржам. Исто ми е. Ела. Направивме ние со Давид една пауза, тука малку се подстопливне. Сега продолжуваме од тука кон Охрид. Затоплува времето, значи како што доаѓа пладне, така станува се потопло. Возливо е со зимски нараквици, да сте мислам дека ќе биде идеално за возење, бидејќи мене рацете се единственото нешто што ми студи. И сето тоа поради нараквиците што не ми се зимски. Останатиот дел од телото ми е доста топол, можам комотно да речем. Планините забележувам се уште имаат снег во повисоките делови. Излегуваме од Ресен, сега при излезот сега при излезот од Ресен после селото Јанковец има еден дел каде што патот е така како покриен со дрва и тој дел очекувам сега многу да студи од причина што таму дури и на лето свежо е доста. Краток дел е таков, не е кој знае колку, може би 1 километар. Но сепак времето убаво станува пријатно, не е како со Вајле. Значи сонце мава, да не беше сонце, ќе беше многу постудено реално. Меѓутоа пријатно е најмногу тоа што ми се допаѓа што е ведро и што можете во далечина да гледате колку окото што ви стига буквално, нема нешто покриено во магла или облаци.
Се уште не е пролетта пристигната, се уште е така секако гријаво, суво. Меѓутоа наскоро сето ова ќе биде зелено, прекрасно исполнето со лисја. Сонцето ќе удира посилно и ќе биде многу поубаво, попријатно за возење. Пролетта за мене барем е најубавото време за возење на мотор. Сега има малце повеќе дождови, како што можеме да заприметиме последниве години, но сепак кога има сонце доста е пријатно за возење. Бидејќи не е прежешко, меѓутоа не е ни ладно. А сега одиме да го возиме превојот Буково. Иначе читав на интернет сега предбрзо овде на овој пат од Ресен за Охрид беше удрен јубиен рис. Како што сватив со кола беше удрен рисот. Го поминавме превојот Буково, сега поминуваме низ селото Косел. Косел е село кое што е препознатливо по својата уникатна миризба, која што тоа што имам читано се должи на испарување на нешто како сулфур, не знам точно, не ме фаќајте за збор, но нема баш најпријатен мирис додека врвите низ селото. А доколку одите од Битола кон Охрид, тогаш морате да помините низ ова село. Знам, има една кафана во Косел, сите велат дека многу убаво јадењето таму. Има доста кои кога одат Охрид застануваат во таа кафана, јас не сум бил никогаш, но верувам дека е убаво таму. Доста сообраќај, по пат имаше премногу коли кои што се движеа кон Охрид, а со оглед на тоа што сега започнаа односно сончевите денови и не сум изненаден. Сигурно и во самиот град ќе има доста гужви. И добре дојдовме во градот Охрид. Од десната страна се наоѓа автобуската станица. Позади ова, мислам, ова може да е нешто како трговски центар. Немам влезено до сега во ова. А лево можете да го подзаобиколите Охрид доколку одите за Светинава, меѓутоа ние одиме во центарот на градот Охрид и поради тоа продолживме право. Охрид иначе нема кој не го знае, не знам што да кажам, а да ви изненадам. Кога ќе се спомни Македонија, секогаш првото нешто на кое што се мисли е Охрид, дори на интернет да напишите места да се поседат во Македонија, нормално прво Охрид ви излегува. Навистина еден убав град, порано доаѓав премногу често во Охрид. Меѓутоа и лани, тоест последно во лето исто така многу често доаѓав. Во градот не толку, меѓутоа по плажите премногу пати, додека претходното лето послабо доаѓав. Упс, легнато полицајче. И пополека се наближуваме до самиот центар. Се осеќа шеќерот во воздухот. Ова е сега, оваа улица беше асфалт, ако добро се сеќавам, меѓутоа сега предбрзо ја направија вака како камење. И му даде некој интересен изглед на градот, меѓутоа мене ми смета бидејќи ми треси многу моторот. Но иначе интересно е вака како за туристичко место. Не е лошо вака направена улицата. Но најубавиот дел од Охрид доаѓа покрај самото езеро. Тука имате и паркинг специјален за мотори. Ова е само еден од двата паркинзи за мотори за кои што знам во Македонија. Јас сакав во Риквар за паркирам, меѓутоа ќе се паркирам јас така. Овој што чека. Ќе завртам круг сега, тоа е.
Што ме гледаш така? Што ме гледаш така? Ќе риквер сакав да ама се премислив. Тоа беше Охрид, дами и господа, ние малку попешачивме покрај кејот, исто така пијавме едно кафе покрај самото езеро. Прекрасен ден, сончев, многу убав за пешачење беше ова. И така ова беше едно кратко видео чисто за почеток на сезоната само. Сега е многу потопло отколку утрово како што беше, иако не очекував до толку да затопли, меѓутоа дури почна малце да жижи и да се спотнуваме. А тука негде јас ќе го одјавам ова видео, првото видео на мојот YouTube канал за 2026 година. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.